Земјата е тркалезна. Од каде да се појде, пак таму ќе се стаса. Утредемта, кога изгреало сонцето, крапот го разбудил шеќерното дете, заспано на песочниот брег, и го поканил да појде со него во земјата Лагарија. Детето го јавнало крапот и тој како стрела полетел преку модрата вода на реката. Зад неговата опашка останувала долга пенлива трага. Штом ќе поминел денот, ќе паднела ноќ, а штом ноќта ќе отишла, ќе изгреел денот. А крапот пливал по реката, носејќи го на својот грб шеќерното дете. По 7, 8, 9 дена стасале до границата на земјата Лагарија. Во оваа земја се било чудно. Планини од сладолед, реки од лимонада, куќи од мед, дрви од чоколада. Место снег овде паѓал шеќер, а место дожд млечни капки. Во медените куќи живееле џуџиња високи 1 педа со бради долги 2 педи. Кога стасало шеќерното дете, од куќите излегле 7 џуџиња и го обиколиле. Детето ги поздравило и прашало: "Знаете ли како да го спасам славиот од пештерата на планинските арамии, мечката, волкот и лисицата?" Џуџињата се замислиле, ги подмазниле брадите, се преместиле од нога на нога, погледнале лево, погледнале десно и рекле 7 пати едно по друго: не знаеме." И веднаш потоа се сетиле: "Ние не знаеме, ама секако ќе знаат играчките." Шеќерното дете со надеж прашало: "А каде живеат играчките?" Ќе ти покажеме. Тие не се далеку. Ако се качиш на планина и се подкренеш на прсти, ќе ја видиш или нема да ја видиш нивната куќа." Се качило детето на шеќерната планина и ја видело црвената куќа на играчките. Дошло и тропнало на вратата. "Кој е?" прашале однатре. "Јас, патник намерник, дојдов да ве прашам нешто." Му отвориле и го пуштиле внатре, и тоа веднаш. Знаат ли како може да се ослободи славиот од планинските арамии? Куќата била полна со играчки. Памучна вервеличка, волнено зајаче, дрвено конјче, златна птица, жолто барабанче, сребрена труба, сина топка, црвено балонче. Шеќерното дете се расташило. Барабанчето тропнало и рекло: "Ако ние не знаеме, знаат снегулките, прашај ги нив." "Така е," рипнало дрвеното конјче. "Јас ќе го однесам до ледената шума на снегулките." Но ни веселите бели снегулки не знаеле. Тогаш дошол ветрот и дувнал ни својата продзирна брада. "Знаеш што, шеќерно момче? Тоа што сакаш ти да го знаеш, можат да ти го кажат само луѓето. Појди по ова патче. Ќе стасаш до еден град со 9 куќи. Прашај таму. Тие ќе знаат како да го ослободиш славиот од планинските арамии." И така, одејќи околу земјата, шеќерното дете се вратило во Негобило, најголемиот мал град на светот. Кога влегло во градот, му притрчале 3 дечиња. Едно русо со црвено носе и уште поцрвени ушиња рекло: "Какво е ова дете? Помало и од маче." Друго удрило со белите дланки: "Ова не е дете, ова е играчка." А трето се наведнало и го лизнало. И веднаш почнало да скока од радост: Ова дете е сладко." И сите 3 дечиња почнале да го лижат. Шеќерното дете се исплашило и потрчало по кривата калдрма, децата скокале по него и го лижеле. На среќа, од некаде излегол коларот Ване. Застанал пред децата и ја помазнил брадата. "Види, колцкаво детенце, ќе си го земам, инаку сум сам." 3 деца почнале да викаат: "Ние го даваме, ние го најдовме." Коларот ги прашал: "А зошто ви е ова дете?" "Го лижеме, сладко е," одговориле децата. Стариот колар извадил од джеп неколку паричиња, им ги дал на децата и ги смирил: "Еве, купете си шеќерчиња, а детето јас ќе го земам." Кога отишле децата, коларот се свртел кон шеќерното дете. "Сакаш ли да те земам кај мене?" И не чекајќи одговор, се насмеал, иако насмевката не можела да му се види од густата брада. "Сакаш, сакаш. Ајде, дај го рачето, ќе те носам дома."